натаму, кој пак се сведува во рамките на тие. Дали и понатаму треба да ги бараме хероите во такви некои луѓе кои се, да речеме, не мора да се великани или големи, кои пак ќе бидат мали обични луѓе, но кои ќе демонстрираат некоја такви принципи. Јас се согласам со Колјан што рече Преска, дека не треба цинизам тука, хероите на сите им требаат. Сега кој како ги идентификува своите лични херои. Овие, да, примери и други, и Ганди, и Мартин Лутер Кинг, и не знам, за мене се херои. Јас приватно можда најмногу ќе се најажам од радост, од среќа, ако ќе прочитам за некој тип што 30 години таму буричка некоја бактерија, па ќе најде лек за некаква болест. Мене тие приказни, например, најмногу ме восхитуваат. Можда тоа се некои мои приватни херои, не знам. А разни луѓе треба да си наоѓаат разни своји, или не треба, него веројатно тоа е матрица што ни е инхерентна, вградена. Една од причините, Зоран, зашто мислам дека херои секогаш ќе бидат потребни, мислам дека и нашата психологија, нашата човечка природа. Скоро негде читав колку е моќна фантазијата за нашето функционирање. Вели таму човек кој замислува дека трча или не знам дека води љубов, во мозокот барем поснажно тоа се одразува на оние скенери, магнетни резонанци, отколку некој што реално го прави тоа. Така што секој ако малку покопка некако во себе, ќе види колку многу го формирале разни узори, разни угледни луѓе, неговите лични собствени херои. Јас знам, например, не знам, Джойс во литературата или такви некои луѓе. Тоа секогаш би би гинал да речам за тоа, во одбрана, во сето тоа. Така што таа потреба да се поистоветиш со некого, некој да ти покаже некаков пат, некаква матрица да опипаш, бидејќи си осамен, бидејќи си дезориентиран, и заради тоа потребата секогаш ќе постои. Но и обратно, ќе постои голема потреба и таа се станува се поважна од ден на ден. Да не се голтаат тие инстант херои и да се разобличуваат лажните. Мада пак ќе кажам, кој тоа ќе го прави. Мислам, сите треба да бидеме доволно фини, паметни, суптилни да ги разликуваме вистинските од лажните. Меѓу другото и медиумите служат за тоа. Да. И Филип, неминовно тебе ти останува прашањето. Можеме ли да очекуваме дека не мора да идентификуваш име или лик, но во политиката да очекуваме некој принцип, некој кој може да демонстрира херојство во ова време? Мислам дека е сериозно време во кое може да се идентификува некој, да се пронајде некој кој ќе ги исполни тие принципи. Не знам дали има херои во политиката и искрено кажано не ме интересира. Ако ја земеме како водителка идејата зошто херои, дали ни требаат херои, ќе кажам да. Му требаат на оној поединец, секој осамен човек, секоја единка на општеството, за да може да заклучи или да направи однос кон доброто и лошото. Тоа се хероите, нели, идеални ликови, носители на светлина, иако, нели, Луцифер е истото, па може да се по пати да се излажеме, но една морална и етичка инстанца, една платформа која што ќе биде дел од тебе. И веројатно затоа што луѓето се во потрага постојано по однос кон овие прашања и наоѓаат некакви херои со кои што се идентификуваат или сакаат да бидат како нив. Значи може да ја спуштиме таа вертикала до поединецот и да видиме дека всушност тоа е една внатрешна борба. Јас секогаш така сум го разбирал и моето делување, мојата активност, дека таа мора да има една инстанца, некоја платформа, некаква линија од која што не се отстапува, дали е таа добра или лоша. Јас го формирам односот и секогаш се надеваме дека тоа е некаква ќе биде усогласена со општествената норма или она што е прифатливо во општеството. Воспротивно се оди во друга крајност. Сега тоа често за жал се злоупотребува, се оди на таа релација кон поединецот да му се даде што тој го очекува од тој што е некаков негов лидер или човек од кој што се очекува да ги добие тие вредности и за жал има луѓе што знаат тоа да го манипулираат. Добро, јас ви благодарам многу, беше прекрасна дебатата, навистина мислам дека и темата сама не потикна, хероизмот е таква потикнувачка тема, зафативме доста работи, заклучуваме дека потребни се херои, да видиме нека бидат навистина такви како што очекуваме и како што ги дебатиравме тука, затоа што вечерва кажувавме повеќе цитати, ќе завршам со уште еден на Хајне кој вели дека кога хероите си заминуваат од сцената, настапуваат кловновите.